Денес ќе зборуваме за најновите случувања на пазарот на криптовалути. Ќе разгледаме како средбата помеѓу USA и Кина влијае на биткоин и други дигитални валути. Ќе зборуваме за краткорочните реакции на пазарот и ќе ви покажам како да препознаете манипулации со алткоини пред да се случи пад. Се што ќе кажам е засновано на најновите достапни информации и податоци од пазарот. На 31 октомври претседателот на САД ќе се сретне со кинескиот претседател на самитот на Арес во Сеул. Трамп истакна дека сака фер договор со Кина. Ова веднаш предизвика позитивна реакција на пазарот. Биткоин забележа раст од околу 2%, Етериум и BNB растеа околу 3,5%, а Солана дури и 4%. Причината за ова е јасна. Секоја најава за диалог и намалување на геополитичката тензија ја зголемува довербата на инвеститорите. Во исто време, претходните напнати односи предизвикаа ликвидации од речиси 20 милиарди долари, што создаде голема волатилност на пазарот. Ова е еден од примерите како политичките настани можат да влијаат на криптовалутите. Да преминеме на биткоин. Оваа недела цената се движи од околу 111 до 112 илјади долари. Некои аналитичари предупредуваат дека тоа може да е само dead cat bounce, краткорочно враќање на цената пред да продолжи падот. Ако поддршката под 108.000 долари не се задржи, може да видиме повторно движење кон 102.000 долари од биткоин. Но од друга страна постојат и аналитичари кои сметаат дека сегашниот раст е одржлив, особено ако цената остане над критичната поддршка од 108.000 долари. Ова покажува дека пазарот е се уште чувствителен на вестите и на ликвидност. Се ќе зборуваме за алткоини и манипулации. 5 предупредувачки знаци кои можат да ви помогнат да ги забележите овие активности. Прво, изненадни зголемувања на трговскиот волумен без видлива причина. Второ, големи трансфери на крипто на берзи, нагли ценовни флуктуации на мали пазари. Четврто е отклучување на токени или распределби кои влијаат на ликвидноста и пето, нереални препораки од социјалните медиуми. За заштита експертите советуваат да користите алатки за следење на активностите на големите играчи и да избегнувате инвестиции само поради социјален хајп. Што значи ова за вас како инвеститори? Прво, секогаш истражувајте ги основите на проектот пред да инвестирате. Второ, диверзифицирајте го вашето портфолио за да го намалите ризикот. Трето, користете стоп-лос налози за да ги минимизирате потенцијалните загуби и четврто, следете активности на големи играчи и технички индикатори кои можат да ви дадат сигнал за можни скокови или падови на пазарот. Овие практични совети можат да ви помогнат да бидете подготвени и да реагирате правилно. Оваа недела е полна со важни настани. Средбата САД и Кина ја зголемува довербата на пазарот, биткоин и алткоините се во интересен момент со потенцијални краткорочни движења, а внимателни инвеститори можат да користат оваа можност ако ги следат правилно сигналите за манипулација. Следете ги овие чекори и бидете подготвени за пазарот. А ако ви се допадна ова видео, претплатете се на каналот и оставете коментар за тоа каде мислите дека ќе оди биткоин оваа недела.